Први. Да, требаше на компјутерот да го споделам ова. Добро. И Малцев е тука, добар ден. Добар ден, професоре. Не знам како мене ме зеза нешто камерава. Се извинив на другите колеги, од време на време ќе се вклучи, па ќе се исклучи, десктоп е компјутерот, работам со камера од мобилен телефон, се надевам не е пречкала. Кој е принципов на студирање? Може ли уште еднаш да добијам информации? Например, јас колку што разбрав, вие треба да имате и интро предавање, воведно предавање од сите предмети или не? Кажете ли да кажам, од сите професори треба да слушаме по едно воведно предавање, односно да се запознаеме што бара професорот конкретно кај него и потоа ние во јануари или декември, или ако сме сега одлучни, да се одбереме професори, да се контактираме менторски, да си го полагаме предмет. Значи, за таа тема, која што е само малку за темата која што, всушност за предметот кој што сакате да го полагате, вие треба да одберете со кој ќе комуницирате, така? А на тој предмет има... Вашето сум дека се 5 со професорката по хигиена, професорот Ванче по медицина, биомеханика, вие и уште еден има. Добро, и вие треба да одберете со еден професор да продолжите да комуницирате понатаму, така? Да. Океј, супер. Може да видите за кој предмет се работи, кои се цели на предметна програма и содржина. Јас на кратко ќе ви кажам дека први убаво е да прашате што може да понуди професорот, а не што побарува, за да знаете што да очекувате и што треба не да се овладате туку, со што да се запознаете во иднина, што може да искористите од професорот за да се запознаете. А побарувањата, на крај ќе ги кажам, мора да се формализира некако во еден вид на некоја семинарска работа или ќе објаснам за тој дел. Мене сега ми е задача исто така да спомнам, најверојатно ви имате информации и знаете зошто сте се запишале на магистериум и да студирате. Според мене, нека стои овој дел. Не е за да го земете, за да земете дипломата мастер и понатаму диплома PhD или доктор на филозофија, доктор на науки, туку да се стекнете со нови информации. И сега, тоа значи дека треба да го искористите овој момент на студирање, моја препорака, така и мене ми беше препорачано од дел од професорите и ценам тоа што го препорача, дека постдипломските студии треба да не научат како да истражуваме. За да не научат како да истражуваме, треба да знаете како да ги употребите алатките кои што ќе ви дозволат да истражувате. Тоа значи дека има ли некој од вас моментално ќе го трнам ово, има ли некој од вас идеја, например, што нешто би истражувал? Знам дека Николина има работа на едно истражување. Што би истражувал јас во физичката култура? Што ме интересира? Дали ме интересира после колкав број на недели ќе настане зголемување, ефикасно зголемување или статистички значајно зголемување на мускулна маса кај бодибилдери или кај кошаркари, две различни популации. Например, може тоа да го истражува. Имате ли вие нешто што сте размислувале, бидејќи магистерските студии, постдипломските треба да ви овозможат да влезете во полето на истражување? Слободно кажете си. Ако некој размислувал за нешто, ако не размислувал, тогаш што е тоа? Може, пример, во школите да се истражува сега конкретно за во школите за моториката на децата. Кој е пример од спортисти и неспортисти, од деца што спортуваат некој спорт и деца што не спортуваат одреден спорт. И сега, добро, супер. И сега што
Да го провериме моторичкиот статус на децата, на пример. Моторичкиот статус и пример на дадена задача кој побрзо ќе напредува. Пример за задача, пример од месец дена да вежбаат, не знам, одреден елемент, пример од атлетиката, фрлање, пример ѓуле, или Супер. повеќе дисциплини. Супер. И ние бираме, сакам да ве наведам, ама предпоставувате како да ги квантификуваме податоците, треба да одбереме некоја батерија на тестови. Така, конкретно за оваа идеја. Па да го процениме моторичкиот статус на дечињата, на едните и на другите, можеме и на едните само. Например, да земеме било која категорија на дечиња не спортисти, не се вклучени во некаква активност, непрофесионално, туку континуирано, рекреативно можеби се занимаваат со нешто. И им даваме некоја програма и треба да видиме дали таа програма е успешна и на почетокот правиме еден вид на тестирање. На крајот повторуваме истиот таа батерија на тестирање. И сега што со тие податоци? Имаме едно и друго. Имате ли идеја што би можело, што треба да се направи за да видиме дали има подобрување? Не ја оставете само Николина да кажува. Знам дека знае. Надмине, целиот тој процес. Слушаме, да. Слушаме, Борис, да слушам. Професор, викам, ако од првото тестирање, после одреден... Борис, се кочи. Ми се кочиш, Борис. Сега ме слушате, професоре? Да. Прво Не се слушаме баш. Прво тестирање, добиваме некоја слика за сите испитаници, колку до каде се стигнати. После тоа работиме со нив и после одреден период кога правиме повторно испитување, ако границите се на пунктот, имаме подобрување. Добро, супер. Имавте ли предавање од методологија на истражување со статистика? Не. Да, сега немаме. Не сме имале се уште. Треба да имате и тамо предавање за да може да ви бидат јасни работите како се истражува, но јас ќе ви објаснам, ќе дадам примери што се може, туку што сум истражувал ја и принципот на работа. Значи, имаме, ќе пробам уште еднаш шер да направам. Конкретно добивате некоја табела, податоците се стават во табела и примерно, ева, ова е конкретно табела од Светско првенство во Катар, се однесува на дистанца на тотална дистанца, параметри, ги гледате овие, така? Можете да ги гледате? Да се гледа. Сега не знам од мобилен кој гледам. Има неколку параметри, замислете дека се ова тестови. Тотална дистанца, брзинска зона од 0 до 7 км, од 7 до 15, и последната е од над 25 км, број на high speed running, спринтови број и максимална брзина која што е постигнала. Замислете дека се ова тестови. И сега јас треба да имам две групи на испитаници, едната група ми се Еквадор, другата група ми се, Катар, другата група ми се Еквадор. Јас сакам да видам дали помеѓу нив има некои разлики статистички, дали некој повеќе истрчал во некој од овие параметри во кои што се проценувани или тие трчале исто на истата утакмица. Што правам? Гледам дали има истражување во однос на ова. Правам мој концепт, што би сакал јас да сработам точно.
Правам план и програма како да го изведам истражувањето. Конкретно ово истражување е изведено на база на некој систем кој што го има FIFA имплементирано, но може да биде со некои мои или уреди кои што се ставаат конкретно на испитаниците. Овде испитаници се употребувам терминологија, но затоа ќе го имате снимено, може да си го повторите видео, дали ќе бидат дечиња, дали ќе бидат фудбалери, дали ќе бидат популација на возрастни, стари лица, млади, како ќе ги дефинираме, тоа зависи од нас, клучите по методологија на истражување. Во секој случај, јас тука имам две групи на испитаници кои што сакам да ги споредам во некои параметри. И сега, го реализирам истражувањето, ги собирам податоците, доаѓам до моментот каде што треба да ги обработам со статистичка анализа, математичка статистичка анализа, би требало да имате информации што е тоа од основни студии, и применувам метода која што, не знам, на студии мислам дека не користите мултиваријантни методи за статистичка обработка на податоци, туку униваријантни, тоа беа Т-тестови и корелација. Така, и хи квадрат тест мислам дека го работевте, ама немате работено, например, ANOVA, немате работено MANOVA, тоа е ANOVA е анализа на варијанса, а MANOVA е мултипла анализа на варијанса, му доаѓа некако превод, значи мултианализа на варијанса, понатаму имаме некои методи кои што се, например, регресиска анализа, факторска анализа и така натаму. Има многу методи кои што зависно од тоа што треба да споредите, така и таква метода треба да одберете. И сега пак ќе се вратам назад, неколку пати ќе повторувам. Идејата на постдипломските студии е да научите да истражувате. Не се плашете, влезете во вода на истражување, тоа значи взимајте податоци, играјте се со податоците, пробујте да направите статистичка анализа. Ќе пробаме сега и тука да направиме статистичка анализа на податоци. Нема во вториот дел. Конкретно овде, за да не должам многу, јас за да споредам две групи на испитаници, тоа е ова една група и втора група на испитаници, да видам кој од нив подобро работел, тогаш треба да изберам ANOVA, Between Groups се нарекува. Значи, веќе влегувам во моментот кај што кажувам, знам која метода ќе ја изберам, затоа што методите ги имам научено, или отприлика сум ги употребувал, или сум проверил. Значи, еве искрено факторска немам работено од постдипломски студии. Сега следен пат кој ќе треба да работам факторска, ќе треба да се вратам малку назад и да пробам да видам како се одработуваше факторска во некои од статистичките пакети, а за тоа ќе кажам понатаму. Кога сме веќе кај тоа што треба јас да направам од каде да ги најдам методите, ова е еден фолдер што го спремен ми од поодамна, но сите тие работи ги има, користат и за скоро секоја генерација, додавам по нешто ново. Например, тука треба да има, само да имам кај ми книгата. Да, статистика во кинезиологија. Многу супер книга, не е ништо посебно сменето овој делов на статистика во кинезиологија од многу поодамна, некои методи се воспоставени пред 100 години, но поентата е дека мене ми помогна многу да го концепирам начинот на учење. Значи, кога ќе треба да одберам некоја метода, јас отприлика ја наоѓав методата тука, читав за нејзе, се тука има основни работи кои што ќе мора да ги однаучите, значи што се тоа мерки на вариабилитет, што се тоа мерки на централна тенденција, што значи дескриптивна анализа, ќе поминеме во некои од истражувања што ќе ги презентирам. Слободно прекинувајте ме, јас зборувам поконцентрирано за да не ви го одземам времето, а како што кажа видео можете да го слушате па ќе се навраќате. Фолдеров ќе го споделам со вас, ако заборавам да ме подсетите. И сега, например, имам мултипла регресија. Убаво преку примери е објаснета како вид на податоци ми требаат и што ја може да очекувам ако сакам да например, да проверам дали една варијабла или неколку варијабли влијаат врз некоја пета варијабла. Значи, дали скок во далечина, брзина, исфрлување на дел од тело, сега ви ги кажувам по способности кои што се групираат, може да влие врз шут на фудбалска топка, каде што повторно има експлозивност. Значи, дали показателите во
испитаниците кои што сме ги тестирале во овие 3 теста, нека бидат, ова е сега адскок, веднаш вака правам една мала бриф вид на истражување што би можело да биде. Значи, фудбалерите ги проценувам во скок во далечина, скок во височина, експлозивност, ги споредувам во спринт, значи блиско е до максимална сила, употребува брзи моторни единици и така натаму. Што друго за експлозивност? Исфрлување, ајде горен дел во тело да видиме, можеби, не знам, можеби тоа може да влијае во моментов. Така ми доаѓа. Значи, исфрлување на медицинка со некоја тежина. Ова се све тестови кои што имаат добри метриски карактеристики. Инаку не употребувам своји тестови. Океј. Е сега, овие 4 теста, сакам да видам како влијаат и дали некој од нив може, резултатот во некој од овие 4 теста може да ми го предвиди резултатот во шут на фудбалска топка во далечина. Пример. Дали сум јасен во овој дел? Се слушаме? Да, мене да. Да, професоре. Океј, супер. Да не зборувам и во празно, ја не ве гледам. Аз знам дека интернет може да падне. И сега, за да можам ако сакам да направам ваква некоја варијанта на, например, предвидување некое, значи ова се регресиски анализи кои што може на база на нешто да предвидат, тогаш ја употребувам мултипла регресија. Може да постојат и други анализи, но ние се држиме за овој момент мултипла регресија. Еве подолу, ако сакам да споредам два дата сета, тогаш употребувам Т-тест. Арно, ама ако имам веќе 3 дата сета, ја треба да направам колку Т-теста? 3 теста треба да направам. Прва со втора група, втора со трета и прва со трета група. 3 теста треба мануелно да ги изработам. Но нема да ги работам 3 теста мануелно, туку ќе земам едноставна или симпл анализа на варијанса, значи анализа на варијанса се нарекува, ANOVA. И тогаш можам да ставам 3 групи испитаници, 5 групи испитаници, 100 групи испитаници внатре и можам да ставам да ги споредувам во еден тест. Можам да ги споредувам, добра, не може да бидат 100 групи, затоа што тоа ќе биде кај мановата. Конкретно кај мановата можам да употребам, како што ви кажав, ајде, тука ми е негде манова, мислам. Мултипла, да ја видам. Најверојатно е некаде во текстот ставена како манова или мултиваријантна анализа, каде што можам да одберам голем број на испитаници, групи на испитаници или истите испитаници тестирани во многу број пати, значи тоа е пак група на испитаници. И можам да внесам натре многу тестови. Например, можам да внесам 50 теста, па по 50 теста да видам дали они се идентични или се разликуваат во некој параметар. И се овие детали понатаму ќе ги разгледувате, јас само ви давам идеја дека треба да убаво е да размислувате, значи финалето во овој момент е магистерска, ама вие ќе работите семинарски работи. И преку семинарските работи би требало да пробате некоја од методите да ги употребите. Тоа значи директно податоци, а јас сум тука, можам и со податоци да ви помогнам да ви дадам, ако немате, и да пробам да направам некоја статистичка анализа. Океј, значи ова е сега што го објаснив е некако суштина на постдипломските студии. Значи вие треба да научите да поставите истражување, да го изреализирате истражувањето, статистички да го обработите истражувањето, да ги протолкувате резултатите од истражувањето и на крај да дадете некој заклучок, може да се 5 или 6. И сега токму во тој дел, ќе морам повторно да направам screen share, значи и ова го имате во фолдерот. Значи ова е мој магистерски труд, ако ви интересира читате, ако не ви интересира не читате, структуриране по насоки како што треба да се структурира, сигурно имате и вие некои примери за магистерски трудови, но мене ме интересира и целта ми е сега да ја видите содржината. Значи, како технички се одредува, се структурира дипломски труд. Слично ќе работите, моја препорака е да работите и семинарски работи кога ќе работите, кога ќе изведувате ке предметите.
Па, например, ќе го учите по методика на истражување и статистика. Вовед како се дефинира што се прави. Ако треба дефинирање на поими, добро. До сегашни истражувања треба да има глава. И јас сум ставил тука, ако може да видите, до сегашни истражувања кои што се однесуваат на поврзани со систематско вежбање, значи нешто што треба да се поврзани со темата. Мене ми интересирало конкретно кај мојата тема, која што е промени на мускулен силов потенцијал на флексори по 6-неделно вежбање. Значи флексори во лакт. Или тоа се, значи, рацете работат скотова клупа, бицепс. Препознатлив, но се нарекува флексор во зглоб на лакт. И сега мене ме интересира конкретно за оваа тема какви имало досегашни истражувања. Па мене ме интересирало какви се методиките на вежбање. Па ме интересирало програми да видам дали програми кои што директно влијаат истражувале промени на силов потенцијал на надлактот и подлактот, затоа што се вклучуваат и надлакт и подлакт. А тука сум барал варијанти да видам колка број на повторување работеле, со која тежина, кој интензитет, значи целиот оној load менеджмент, како да поставам дозирање на тренинг, тука ме интересирало и сум ги изведил тие истражувања кои што ми помогнале за моето истражување и сум ги ставил како релевантни до сегашни истражувања. Истражувања кои што се однесуваат на движења со скратена амплитуда. Дел од една од групите работеше вежби со скратени амплитуди и затоа јас го имам овој момент анализирано. Значи сакам да видам, да ја направам целата претходна слика дали некој го правил ова истражување. Може да се случи дека некој направил истражување и вие не мора понатаму да работите, затоа што добивате релевантни податоци за тоа истражување. Кога веќе сме кај истражувањата, инаку може да приметите спонтано го водам, може би скокам од тема на тема, но суштината е таа. Ако сакате да барате истражувања, можете да ги гледате во Google Scholar. Ајде, ова ми доаѓа прво, дали сум јас? Да. Не сум јас. Обично сите што издаваат трудови, Google Scholar ги чита и можете да најдете за нив, да го најдете нивниот профайл на Google Scholar, но не мора да барате по евиди. Истражувањето, па што знам, овде има, сме пишувале со професор Дивановски, едно интересно истражување, случај, работеше данески околу 2500 чучнувања за период од 40 и нешто минути. Мислам дека направи рекорд, само не го објавивме, требаше претходно да се најави во како се викаш институцијава каде што се пријавуваат светски рекорди. Како? Гинисова книга на рекорди, не беше? Да, Гинисова, не ми. Имам уште две работи што треба да ги кажам за оваа тема, па не ми побегна мисла. Но, например, значи ова е една база на информации, една база со трудови, Google Scholar, супер, значи Google е, ако некој нешто не знаете, Google прашете го. Втората е ResearchGate, само не знам како да се логирате на ResearchGate, нешто прави проблем, бара уни наставка, последниот суфикс да биде со уни. Или јас сум логиран со Facebook од многу одамна, но мислам дека имам оставена адреса на факултет. На ResearchGate, што е интересно, што конкретно, ако мене ме интересирале тестот за 30 секунди седнување на столче и дали може да го предвиди, ова е качување на столче, би требало да е, атко ги читам сега трудовиве, само пример ви давам како се бара. Дали може да го предвиди counter movement jump, значи наизменично скокање кај млади испитаници, кај млади клиенти. Што правам? Наоѓам во Google Scholar дека има вакво истражување. Не знам кој го истражувал, не е ни битно, но има истражување, одам кон него и пробувам да добијам информации. Најчесто ќе добијам информации само за абстрактот. За get access ми треба да платам. Но,
ако можеме истото ова да го најдеме на Google Scholar, тоа што овде не може, да имаш опција да го најде на Google Scholar, тогаш овде ќе ми дадеш опција за ResearchGate и неколку вакви резултати ќе ми дадеше. Што значи го немаат поставено на ResearchGate. На ResearchGate можам да го најдам како истражување, да направам, може да видите request full text. И најверојатно во приватна порака истражувачите ќе ви го пратат целото истражување. Моја препорака е сега да се држите за абстрактите. Например, на овој тест, ако дам еве го целиот абстракт и тука веќе имам информација за што се работело. Значи, која е целта на истражување, колку број испитаници, кои тестови се изведени, заклучок и што добиле како заклучок дискусија на резултати има на кратко и што добиле како заклучок испитаниците од ова тестирање. Значи, абстрактот ви е неколку реченици сублимиран но истражување кое што ви дава информации во детали, ви дава конкретни информации, брзи бриф информации за што се добило од тоа истражување. Доколку ви интересира понатаму подлабоко, например како изведуван lateral step-up тест, тогаш најверојатно го имаат опишано, или ако го немаат опишано, го барате на интернет. Значи, се гуглува, библиотека на информации е интернет, но внимавајте со какви информации ќе собирате, например, научно-популарна информација од типот на еве нека биде, да видиме дали нешто ќе даде. Имаше тешка задача, Брегалница имаше тешка задача, не знам дали имало тешка или не. Зошто? Затоа што немам податоци за него. Ама во истражувањата имам податоци. Значи, сега ви кажав две работи. Првин, како да одберам методи, ќе ги искористите, можете да искористите оваа книга која што ви ја дадов. Претходно, целиот фолдер ќе го споделам. Ви кажав како да барате информации досегашни на интернет, на Google и најчесто ќе биде на интернет. Можете и преку книги, но идејата е дека кога ќе ги барате на интернет информациите, тие се свежи, тие се нови. Ова е издадено во јули 2022 година. Значи, ова е старо 4, 5, 6 месеца, колку е стара информација, нема ни 5 месеци. Тоа значи дека истражувањето е правено можеби пред една година, но додека овие информации некој ги спакува во книга, ќе поминат 10 години, 5, а можеби и нема никош да се спакува ова информација во книга. Така да, добивањето на конкретни суштински информации кои што ќе ви вршат работа за вашите семинарски работи, магистерскиот труд, ќе ги добивате преку ваков преку истражување. Некош ќе најдете и постаро истражување, нели, ако некој во меѓувреме не објавил за таа тема истражување кое што вас ви интересира. Дали сум јасен во овој дел? Да. Професор, едно прашање? Може. Во ова ResearchGate официјални се објавите, само имаат пристап професори да објавуваат, мислам, Не. Дали се валидни? Или се валидни. Значи, вака како види. на Google Scholar, например, што се објавуваат трудови? Google Scholar е енџин претражувач кој што ги собира информациите од ResearchGate во позадина. Не само од ResearchGate, ги собира од академија, постои уште една, постојат неколку вакви моменти на објавување на информации. Значи, ќе да видиме. Еве ви, например, Taylor, Francis Online. Google Scholar го симнува како информација објавата од Taylor and Francis. И он го сублимира, гледате овде дава некој conclusion, introduction, овде па го има целиот текст. Но Google Scholar, бидејќи претражувач во позадина, он ви го дава како сублимат тука. Така да се што е објавено е релевантно. Се што е објавено. Сега, дали е нешто порелевантно од друго е прашање. Например, тука сега се будуваат трудови, списанијата во кои што се објавуваат трудови со импакт фактор. Па, например, во една прилика ќе споменам професорот Роберт Целс,
списание, ба се зезавме, објави еднаш во Целс и тоа е списание со огромен број. Погледнете го импакт факторот долу десен ќош. Импакт фактор 41. Не може се да се објави тука, но еднаш објавено во Целс цитирањата и читањето на Google Scholar, например, ке мене не е нешто висок профилот на цитирање, имам Research Internet Score 57, High Index 2, некој, ајде, наш колега, многу ми е кеф да споделам, може да видите дека High Index има 30, објавувал во порелевантни списанија отколку што сум објавувал јас. Темата е многу интересни теми, нови теми, конструкција на теории и така натаму, и се читаат, се бараат, на база на нив се прават и други истражувања. Така да, генерално кога во некои списанија се објавуваат информациите, тогаш се релевантни, зборувам за вакви научно-истражувачки. И ќе пишува конкретно, ајде некој да видиме Роберт со Натали, ќе пишува каде е објавено. Според објавено е, значи, во Frontiers of Psychology. Ако одам да видам каков е тој труд, не морате да навлегувате во детали. Значи, доволно е да е објавено негде за почеток, за потребите на магистерската работа, и веќе ќе ви биде битно е да знаете како да ги собирате информациите. А понатаму ќе ги филтрирате информациите во втор степен, кога ќе дојде постдиплом, докторски студии и слично, ќе учите како да ги филтрирате информациите во дали се по-релевантни, значи дали се цитирани. Кајте има 1072 пати е прочитан овој артикл. 99 citation има, во 99 труда е цитиран. Значи тоа е веќе супер, многу луѓе, 99 луѓе нашле дека ова може да го искористат како информација за цитирање во нивните трудови, а 1072 го прочитале. Тоа е супер информација како изворна информација. И сега, некогаш, кога ќе барате, например, за Македонија нешто, па, ќе да се вратиме кај мене. Значи, јас сум, да не барам други, ACTN3, ова е нов труд, издаден 2021 година, работени со колеги Тацевски, повторно Роберт Христовски, професорот од МАНУ, Зоран Поповски. Работевме анализа, дел од мојот докторат, работен на анализа на брзи и спори мускулни влакна и дали, ако ги поделиме испитаниците според брзи и спори мускулни влакна и мешани влакна, значи тоа се XX тип, RR тип и RX тип на мускулни влакна, дали некој од овие групи, значи ако генетски се предиспонирани со брзи мускулни влакна, ќе има побрз или поквалитетен развој на максимална сила на флексори и екстензори на лакт. Така, јасно е што кажав? Што ни е идејата на истражување? Да. Супер. И сега јас овде гледам дека конкретно имам референции, 28, само да видам колку луѓе го читале, дали негде појавува, не знам дали појавува сега, бидејќи јас сум овде како админ на мојот профил, па може би не ми појавува. Но, например, достапен е фул текст. Разбирате? Ако сакам фул текстот да го видам, да, можам да го симнам од тука, да го пролистам трудот и така натаму. Овој труд конкретно ви го оставам во овој фолдер каде што е магистерската моја и мојот докторат. Значи, ова е само еден момент како да ги барате информациите. И сега би се вратил назад, кога конструирате истражување, покрај тоа што сум направил конкретни претражувања за темата што мене ме интересирала, па овде може ќе видите дека во воведот кај ACTN3, дека јас користам информации само се на друг начин структурирани, не се како што ви ги представувам сега и како што треба да биде дипломската, затоа што пишување на труд е во 7 страни до 8, 9 максимум, некаде бараат и 6 страни. И вие треба цела магистерска да ја ставите во 6 страни. И затоа не се решава на овој начин. Може да приметите дека магистерскава кај мене е колку страни? Не знам, 95 страни. Не се битни ни страните, значи
битно е суштината внатре, но за да го образложите ова и да покажете дека знаете да истражувате, вака се пишува магистерска работа, а целиот овој труд можете најверојатно да го ставите во 7 до 8 страни. Јас се повикувам на истражувачи, значи се повикувам на Ниами, се повикувам на Папа Димитрiju, се повикувам на Фанк и така натаму, но не ги ставам на овој начин како што се ставени тука во досегашните, сега ќе видите и да го покажам и тој дел како се ставени во досегашните истражувања. Туку се со една реченица објаснето или во една реченица неколку цитирања. Например, според Макдоналд има повеќе серии кои што овозможуваат побрзи добивки. Па не знам, реализирал програма за зголемување на силов потенцијал и така натаму да не читам, значи неколку реченици, па што работела прва група, ако ми е битен овој момент да го издвојам, па што заклучуваат авторите. Значи тоа е во делот на досегашни истражувања. И да се вратам назад, кога ќе разгледате што се случувало претходно, тогаш јас си правам моја идеја за истражување. Значи треба да видам што ми е предмет на истражување. Во оваа магистерска работа предмет на истражување е силата или предмет на истражување се испитаниците. Што мислите вие? Бидејќи се работи за сила, ја споменав силата. Истражување на силата, не за испитаниците конкретно. Да, ама силата која создава испитаниците или само од себе доаѓа? Испитаниците, да, ама темата е да се дознае за реакцијата на мускулот, а не индивидуално за испитаниците. Како Па баш вака доаѓа. Или не е така, ја грешно сум сватил. Ние секогаш, значи силата, затоа ја прашав, силата ја создава, се креира, е латентна димензија, конкретно оваа моторичка димензија, е латентна димензија и она се создава од испитаниците. Значи ние ги истражуваме испитаниците, сушност, силата на испитаниците. Сакам да го најдам предметот, за да видите како е дефиниран. Предмет на ова истражување се студенти. Океј, значи испитаници и нивниот максимален силов потенцијал. Ќе ви треба малку време, ќе го сварите, ама идејата е дека не може сила како сила да ја истражуваме доколку не истражуваме испитаници. Сега, зошто? Затоа што утре може да се случи дека испитаниците не доручкувале. Па не покажале добра сила. Разбирате? Значи ние мора да го фатиме медиумот кој што ја креира таа латентна димензија. И тогаш мислам така се поставува предметот, значи предметот нас ќе ни бидат испитаниците. И нивниот конкретно тука силов материјал, силов потенцијал. Ако беше кај ДНК-та или ACTN3 анализата што е правена, тогаш ќе бидат предметни истражувања, ќе бидат испитаниците повторно и нивниот генетски потенцијал или наследност на мускулни влак. Значи секогаш кога работиме со живи луѓе испитаници, тогаш се испитаници. Ако работиме со пивски флаши и проверуваме какви се етикетите на пивските флаши, тогаш нема да биде предмет истражување на етикетите, туку ќе биде предмет на истражување пивските флаши и етикетите кои што се залепени на нив. Чиста мала дигресија околу тој момент. Која ни е цел на истражување? Секогаш имаме предмет, секогаш имаме цел на истражување. Значи, првин, овде кажува да се хомогенизираат групи. Што значи тоа? Не можам во ова интерпредавање да ви го објаснувам. Ќе го учите по професорот Ѓорѓи. Значи, најверојатно знаете, јас сум задал вакви задачи. Значи, и секогаш кога се пишува труд, се пишува, сега ми текна не јас, туку се пишува ние или истражувачите задале во трето лице еднина множина. Конкретно ова последно беше множина, трето лице. Значи, истражувачите задале цел или задача всушност да се формираат и да се хомогенизираат групите. Па после да се најдат евентуални разлики помеѓу иницијално тестирање на експериментални групи 1, 2 и 3 и да не должат. Вториот дел е дека доаѓаат хипотези. Хипотезите се на база на целите, како се конструираат, ќе
ќе го учите за понатаму. Значи, тој дел. Мене ми е битно само да само се извинувам, малку имам некој се извинувам. Морав шумов од позадина да го средам. Од моите доаѓаш. Хипотезите се прават на база на целите, нема време да ги разнадуваме и нема потреба сега и доаѓаме до делот на методика и техника на истражување, кои испитаници, како, што. Ова е веќе техника, ќе го фатите во многу кратка, со најсуштинските информации да го опишете целиот метод на подготовка на примерок на испитаници, програма, примерок на тестови, што е користено како тестови. Понатаму доаѓа техника на мерење, овој дел ќе го скокнаме малку copy-paste дел, каде што сам го опишувате тестот, нели ова го учевме по антропомоторика, прва година тестирање, како се решаваат, како се опишуваат тестовите. И на крајот доаѓа програмата за работа, која што програма за работа, која што треба да ми објасни генерално, ако имаме повеќе групи на испитаници, што е заедничко кај нив, што очекуваме, и ако има, може и да нема групи на испитаници. Значи може да има трансверзално истражување, правите факторска анализа на моторички статус или антропометриски статус или биолошки статус на некој, не знам, компонента што нас интересира во спортот, кај една група на испитаници. Но конкретно во овој истражување се работени 3 групи на испитаници, па секоја група, ќе дојдеме до тоа, ја објаснувам посебно кои се нејзините задачи детално, што треба да направи за кога ќе го прочита некој што нема информација и што не учествува во овој истражување, да му биде комплетно јасно. Тоа се 3 групи, доаѓаме до методна обработка на податоци. Овој дел ќе сакам да ви го покажам исто на кратко, но ќе го оставиме на крај. И генерално до тука негде вас нагоре вака треба да ви изгледа предлог проектот за дипломска работа, за магистарска работа, а од кога ќе го изведете истражувањето, понатаму доаѓаат резултати и дискусија. Ви го оставам документов да се го проверите, овој. Оставам неколку трудови. Тоа е во избрани трудови, па може да видите, еве го ACTN3 е исто така трудот тука, OptoJump е труд кој што и сега ги кажувам пократен кога ги знам. Во овој истражување работевме компарација на 3 теста за експлозивна сила и да видиме кој од овие 3 теста може да даде најдобар показател. Зошто? Затоа што некогаш немаме OptoJump справа со фотокелие, која што дава супер информации, ама имаме скок во далечина, па да видиме дали овие нови справи се со метриски карактеристики покажуваат добри показатели, како излезни резултати, во однос на овие што може да ги изведеме на терен, например вертикален скок во височина и скок во далечина. Тука се покажа дека има добра корелација, овде е употребена метода на корелација, добра корелација може да се користат сите од овие 3 теста, значи помеѓу нив има добра корелација. Ако немам OptoJump тест, не знам кај еве ми платформата OptoJump, ако немам добар, значи ова чини некои 2000 евра, мислам дека ги имаме ние на факултет, на десната страна. Да, ако ја немаме ова, тогаш можам да искористам за проценка на латентниот моторички простор или доменот на експлозивна сила како субкатегорија на силовите способности, мислам дека ме фаќате што зборувам, тогаш ќе искористам еден од овие тестови теренски кои што ќе ми даде исто така добри показатели. Океј. Овде има неколку трудови и, например, еве ова со OptoJump беше дека е правена корелација. ACTN3 е правена нова. Што е правено тука? Ова излечок од докторатот, да, изокинетички вртлив момент, значи тоа е проценка на силова способност, во споредба со тест за една максимална репетиција. Значи овие се, не знам Филип колегата како ги препознава информациите за тестови за латентни димензии, ама може да ме консултира за било што. Значи, овде имаме 2 теста кои што требаше да ги провериме преку 2 групи на испитаници, или 3, не сум сигурен колку, само да видам колку групи на испитаници, кои што вежбаа 6 недели, да, 14 треба да се 2 групи на испитаници, вежбале 6 недели во експериментална програма, работеле
програма за зголемување на максимална сила и на крајот ние сме добили информација за изокинетичкиот вртлив момент кој што се тестира преку, например, изокинетичка машина Biodex. Ја има во Kineticus, има во Sestina кај нас, или обичен многу препознавлив еден RM тест за проценка на максималната сила. Значи тоа е тест кој знаете најверојатно сите, каде што се прави протокол да може да видиме колку можам ја на бенч или на бицепс или на било која друга мускулатура да покренам само еднаш и не повеќе. Значи тогаш ќе добивам информацијата за максималната сила. Стари ова го знаете, сем колегата Филип, не знам. Филип, се извинувам што споменувам, ама го споменувам за другите колеги, бидејќи ова беше влезен колоквиум прашање на предметот антропомоторика. Ќе да видам така? Нема проблем. Се пратиме во ред. Добро, супер. Добро. Значи, ова се некои трудови кои што ги имам оставено. Например, тука имате информација, ќе дојдеме кај овој момент. Книгата ви ја покажав. Овде е некој примерче за постдипломски завежбање. Па, например, имаме колеги кои што направиле сгип, склек, па може да си играте со овие информации, да ги обработувате, да пробате да ги обработите во некој статистички пакет. Еве ви ги отворени, тука имате прва и втора група, трета и четврта група. Дури фейк, лажни информации да ставите. Пробајте да играте и да заклучувате, да видите што се случува. Сега, конкретно за тоа, што се случува, ова е моментов каде што морам накратко да ја објаснам да видам да. Ова е Ристе Јанков, не знам да, можеби и ваша генерација, изработи супер дипломска работа кој што го преточивме во, ајде го покажам. Дипломската работа отиде во труд, кој што чека за објава и да. Само да видам. Добро, не ми го дава. Овде кога се објавува труд се бара да биде blind copy, тоа значи дека нема автори и така натаму, па сум го вадел јас како blind copy. Значи да не се знае кој го пишува за да може конзилиумот на списанието да го провери, да не знае за кого се работи, но идејата е дека Ристе сакаше да имате информација. Ристе сакаше да провери три групи на програми, кои што се блиско врзани со брзина и со експлозивност. Така да работеше, само ми ги нема. Ај вака ќе ме толера. Да, супер. Тоа. Ристе планираше да работи, морам да ви го покажам трудот за да знаете, нели, да имате информации, не само да обработиме статистички некој момент. Планираше да работи 6 недели, ова е веќе изработено, значи 6 недели да работи. Вака изгледа микроциклусите, каде што он иницијално ги тестирал тука и после работел во вторник и во четврток, овде имале цела недела пауза, зашто? Затоа што имале 2 меча, мислам дека имаа 2 меча. Меч деј уште не знам зашто не, значи оваа недела не е работено, после повторно вторник и четврток. Што работеле? Значи првата група работела all around strength training, конкретно ја дава во детали што е сработено, не навлегуваме. Втората група работела еден сличен тренинг, а третата група работеше метод на контрастен тренинг, каде што после trap bar squats работеа hurdle jumps. Например, нели, после squats, после чучнување, работи скокови. После работа на нозе, работи спринт 15 метри. После склекови, работи склекови со пресок. Значи, после pull-ups или chin-ups, како ги викаме, значи pull-ups со рацете, накфата, кодот, згибови,
работи медицинка исфрлање на медицинка со 10 кг. Значи дури даваш опција на еден тренинг и на втор тренинг за да не биде заморен, да не биде неинтересен тренингот за групите, но ова се представено во истражувањето и на крајот кога се добиваат информациите, тие се ставаат во табела. Па може да видите дека има група 1, има група 2, има група 3. Така, конкретно ги имаме со имиња, но имињата не се објавуваат никогаш. Може да се дечиња, согласност и така натаму. Има етички кодекс кога се работи, ова е за наша интерна. Сега ако се снима, се прави, ама нели тоа е тоа, конкретно се фудбалери. Испитаниците, кои тестови се работени? 30 метри тест и скок во далечина. Значи, 2 теста се работени. На иницијално тестирање истите тестови, на контролно тестирање истите тестови, на финално тестирање истите тестови. Што се прави следно? Тоа е дескриптивна анализа, каде што имаме кој е минимален резултат, максимален, кој е минот или аритметичката средина, која е стандардната девијација и дали се податоците со нормален шейп или облик на гаусовата крива или не. Ниво на се вика confidential level или ниво на сигурност на податоците, па дали се нормални, не се нормални и така натаму. Овие се податоци за нормалност, нормална дистрибуција на податоци, на податоци. Ова истото го правиме за сите 3 групи, бидејќи 3 групи има. Дури може да се направи визуелна информација, значи што се случувало за тестот 30 метри, па дека може да видам овде, да, види овде има намалување на брзината, на времето. Што значи дека најверојатно брзината се зголемила. Така, веќе имаме некој заклучок, ама дали е ова статистички значајно или не е значајно? Сега, да видиме дали е статистички значајно или не е значајно, меѓу другото може да се обработи како проценти, нели, слично. Да видам дали е тоа статистички значајно или не, тогаш јас треба да отидам во делов каде што имам статистичка обработка на податоци. И сега, пак ќе морам да исклучам, да не сакате пауза, мада ја би завршил за 15 на 20 минути на повеќе. Не. Може. Дали ви е интересно? Да, многу. Да. Интересно е, затоа што сега први сте вака што ми образложувате резултати и све. Барам за мене. Ако тргнеме од почеток, да. Мене мало интермеца, мене ми ја дадоа бала книгата и направија грешка. И тука беше хиперпростори и јас изгубив. И ја земав книгава статистика и пробав преку методите, статистичките пакети ја да размислувам што би можел да истражувам. И тогаш имам апликација, чекај, ова можам да го истражувам, супер, дај ми база на податоци, дај пробај да го истражувам и веќе понатаму тече приказната. Не е наопачки според мене, туку е како кога купувате компјутер или возило, или скии, или чевли. Зашо ми се чевлите? За летно време ми се чевлите или за зимно време? Иста е паралелата. И сега, значи, тука треба да може кога обработувате кај статистички обработка на податоци. Може да се користат статистички пакети и ние користевме статистички пакети SPSS и статистика. Јас не работено во SPSS и во статистика од поодамна, затоа што работам на Mac. Mac не ми ги држува ниту SPSS, ниту статистика. Инсталациониот файл е .exe. Ова се технички сега проблеми. И имам и Windows како паралелна машина на Mac-от, но не може да ги обработи и заглавив. И пробав да си најдам решение. Како? Си најдов решение. И за вас може да биде истото решение. Користам add-in во Excel. Значи во Excel користам add-in. Add-in кој што има насока тамо како да ви го пуштам тој линк, ќе ви го пуштам сега, тој да не го заборавам. Значи add-inот се става во Excel и се ќе следите насоки и ви ги дава скоро сите статистички анализи кои што вас ви требаат и повеќе од тоа што ви треба. Кај да го пуштам, може на Zoom да го пуштам? Да,
Ставете си го негде во bookmarks. Значи, ова е real статистик, мене ми врши таа работа. После ќе ви покажам Python скрипта, каде што и таа може да врши работа. Значи, тоа е Python јазик за програмирање и супер информации дава, ама да не навлегуваме, Excelот е добар. Доколку можете да инсталирате SPSS или статистика, тога слободно инсталирајте SPSS или статистика кај вас на машините, за да можете да... Чекај да видиме сега. Овде имам некој SPSS верзија 15. Пробајте со нејзе. И мислам дека се кракуване. Сега се интерни информации, ги кракуваме софтвериве, затоа што, нели, чинат многу, ама Excel не чини многу. Скоро воопшто не чини. Еве ви статистика 5.0. Значи, јас и докторатот и магистерската ги работе во статистика 5.0. Системот е дека отварате пакет, отварате апликација, тамо треба да copy-paste да направите на Excelот, што го имате, или да го аплодувате Excelот и после да изберете некоја статистичките анализи кои што сакате да ги работите. И сега што сакам јас да работам овде? Овде имам 3 групи. Еве еднава група ја земам, така го гледат Excelот. Да. Топ. Први, што можам да приметам? Ова се вика data cleaning. Дали ги имам сите показатели по клетки? Ги имам, не ми фали ништо. Тестовите ми се горе ставени, кейсисот или испитаниците ми се ставени од лева страна. Хоризонтално. Колку број на испитаници имам? 5. Чекај се, смеам ли јас со 5 испитаници да правам некоја статистичка анализа? Не знам, отварам интернет книга и гледам, правам и викам, не можеш нова да правиш, сомнителна ќе биде дистрибуцијата на податоците. Многу е мал примерокот на податоци и најверојатно нема да биде нормална дистрибуција. Сите овие пакети се работат, статистички анализи се работат на нормална дистрибуција на податоци. Ако не ви е нормално издистрибуирана сетот на податоци, се разбираме за што зборуваме. Така, нормална дистрибуција на податоци, каде што велиме дека нормална дистрибуција на податоци... Стандардна девијација. Што стандардна девијација? Пасован или се пресметна стандардна девијација. Треба пресметаме за да видиме колку не е валиден тестот. Не, за да сакаш да видиш дали е валиден тестот, треба да направиш тестови за проценка на нормална дистрибуција. Тоа е Шапиро-Вилкс и Колмогоров-Смирнов или Confidential Level. Ова сакам да ви покажам дека податоците кои се групираат во, значи, универзално групирање на податоци, или еве ајде ќе земеме ке луѓево. Имате луѓе кои што имаат интелигенција некој средно ниво. Значи тие се отприлика тука 68,2% од целата популација. Значи ова ќе го учите по методологија на истражување. Нема време кај мене да го поминуваме. Што значи популација, примерок на популација, сегментиран примерок, хомогенизирање на група и така натаму, ама не е ништо страшно. Сега може би делува вака лошо или ново. 64% од целата популација се претпоставува дека е со некоја нормален коефициент на интелигенција. 13,6% се претпоставува дека имаат низок коефициент на интелигенција, 13,6% се вели дека имаат екстра или повисок коефициент на интелигенција. Тоа значи дека ова е нормална група на испитаници. Ако не е нормална, тогаш еве ги овде лептокортична и како беа. Значи може да видите сината боја е нормална дистрибуција, ама левата вика не, има тейл, има опашка. Има зелена опашка вамо и вика гледате не е на нула, не се распределени податоците лево и десно од нулата, туку се во минус податоците. Тоа значи не можеле згибови да направат. Испитаниците имале минус резултати, оценки постојано негативни. Ама некојаш можеле, некојаш не можеле, а тогаш е нормална дистрибуција. Исто има сплеснатост на кривата, што значи дали се групираат податоците околу еден податок, значи околу една информација, околу нулата, па видите сината точка каде е крива, или е црвената, па велим да, не се групираат само околу нулата, туку се групираат околу минус 1 до 1, најповеќето. Така,
И ова исто ќе го поминете и ќе го учите по методологија на истражување. И сега, ако јас сакам на моиве податоци, на пример, јас сакам да направам, тука дојдовме, се извинам, по информации што ги имам јас и по методите на истражување, овде не можам да направам униваријантна анализа на варијанса или нова. Зошто? Затоа што имам мал број на испитаници и претпоставам дека нема да ми биде добра дистрибуцијата на податоците. Иако јас ги проверив дистрибуцијата на податоците и за сите три групи ми вика дека кај ми е Шапиро-Вилкс дека е окей и дека има нормална дистрибуција, дека генерално им приметете во првата група се сите тестови имаат нормална дистрибуција на податоци. Овде два имаат таква, не е нормално, овде има само еден. Но сепак се држам јас на тоа дека бидејќи има мала група на испитаници, очекувам дека ќе ми биде ненормална дистрибуцијата и ја бирам тест. Сега ова е метода. Бирам статистичка метода која што ќе ми направи мене нова, ама за мала група на испитаници или се нарекува непараметарска. Значи ова е сега конкретен пример, не мора да значи дека треба постојано Фридманова нова да ја употребувате, така се нарекува тестот. Што се случува со овој тест? Еве ќе пробаме да направиме нешто. Значи ја велам првин, сега го гледате Real Statistic, така? И Real Statistic ми е вклучен и викам дескриптивна статистика ќе ми треба. Само да видам како одеше. Супер, за дескриптивна статистика input. Треба да го ставам инпутот и инпутот ќе ми биде, ајде да видам првин оваа колона, затоа што овде имам различни тестови, нели? Супер, што треба да одберам? Дескриптивна boxplot, ајде и boxplot, ќе го научите, ќе видите на интернет што е boxplot. Шапиро-Вилкс да ми најде, да, Шапиро-Вилкс сакам да ми најде. Океј, каде да ми ги исфрли, во кое поле, во F14 да ми ги исфрли податоците? Еве го F14, да. Не, ај ќе ставам тука. Пардон, ќе одберам ново поле. Ќе видам. Ново поле, еве го ново поле, супер. Стискам ОК и мене сега треба да ми даде, опа и boxplotовите ми ги дава, и ми дава нешто што се нарекува дескриптивна статистика. Супер. Овие информации не ми се некако битни. Шапиро-Вилксот, ако го немам овде, значи ова ми е податок за дескриптивна статистика, сум одбрал, може да приметите, сум одбрал повеќе од потребно, не ми требаат овие работи. Можем да ги бришам. Boxplotот информацииве, нека стојат сега за сега. Шапиро-Вилкс, да, нека стои. Овој Дагастион Пирсон не ми треба. Не сум ја работил одамна статистика, па он ми дава се. Ама ја бирам тоа што ми треба. Минимум, максимум резултат немам овде, во дескриптивната, и најверојатно ќе треба да го земам од тука. Замислете сега, утре нема да имате 5 податоци. Значи, утре ќе имате, ми е другиот Excel, утре ќе имате, колку реда се овде, само да стиснам, и ова е само А група. Значи, ова се 225 реда. И тоа е само А група, од Б група на светско првенство се малку вклучени. Значи, 190 реда се од А група. А замислете, светско првенство не е завршено и треба да ги соберам, пример, сите податоци од тука. Значи, ќе работите со 2-3 редови. И вас ви треба од овде може и со Digitron да пресметате кој е минимум максимален резултат. Арно, мене ми според оваа дескриптивна статистика, ја можам да ги сумирам податоците и сега мене ми ги вади на овој начин, може би има метод да ги извади на друга распределба, ама гледате што ќе направам. Значи, јас ќе ги земам од овде податоците, copy-paste, идам десен клик, идам transpose, само да видам, треба да ми биде paste special, идам paste special, одам transpose и ми ги дава резултатите, чекај да видам, values. Значи, има опција, само зашто не ми ги... добра, ќе ги направам на овој начин, сега ќе ви кажам. Не може во исти момент Excel да ги запамти и valuesот и да направи transpose. Transpose е да ја превртам целата табела во ваков облик. Да ви кажам некои финти, може како финти ќе ви делуваат. Само да видам кај е. Еве овде дескриптив. Да. Значи да преврти табелата во ваков облик. Приметувате дека не е иста табелата, така?
Ајде, не сека. Може ли да не правам копи-пейст, не сека да ме разбирате како изгледа. Значи, тестовите се од овде, а метриките кои што ги дава дескриптивната анализа се во хоризонтална поставени. Така да по колони, по файлс, по колони, ние може да ги читаме. Сега, ако може да приметите, вака се. Ова, приметувате како се наредени, не се во хоризонтална наредени, него се во вертикала наредени, така? Ги слушаме. Да. Само ќе одам на Pay Special да ги ставам values-от, за да ми ги памти. Добро, сега кога ми ги памти резултатите, можам да ги ревидирам, да ги направам преку Pay Special на Transpose и да ги однесам, приметувате како ја средив табелата. Така? Да. Значи, сега ми е табелата средна. Ова се финти некои кои што не треба да се заморуваме, но супер е, јас сум заглавал по 3 дена на ова и на крај ќе се разочарам. Па треба да ги препишувам резултатите и така натаму. Сега финтата е дека ние преку Real Statistic направивме дескриптивна статистика. Ја тука имам информации за стандардна девијација, имам за нешто ми броело тука, ама не знам што ми брои, имам за минимален резултат. Сега минималниот резултат веќе ќе морам да го земам на овој начин. За вас можете да си проверите што значи Boxplot на интернет, Google, на Википедија. Отворете Boxplot, сумарно дава информации каде е минималниот резултат, каде е максималниот резултат, каде се аутлеерите, каде е минот или аритметичката средина и така натаму. Значи, тоа е дескриптивна. Сега мене ми треба, сакам да направам, овој дел ќе го бришам, да не ми зафаќа место. И ќе направам нешто налик на ова, Фридманова нова, уште еднаш ја взимам оваа табела, за да ви покажам примерче. И сега ми треба само да идам со Ctrl Enter, супер. Некогаш не ми се уклучува Real статистиката, па ќе треба да го исклучам компјутерот, затоа што сепак е ова един, како го вика. И сега одбрав дека, за да ги споредам дали има статистички значајна разлика помеѓу овие три теста, значи тоа е во истата група. На испитаници тестирани на иницијално, на контролно и на финално тестирање, јас треба да одберам некој вид на ANOVA. Бидејќи е непараметарска, не можам да ја земам ANOVA за нормална дистрибуција, ја одбирам Фридманова ANOVA, се покажала дека е окей, еве Фридманова ANOVA, одам окей, и повторно го ставам input range-от ми е, се само да видам, би требало да ми е вака input range-от, да, за да ми ги даде тестовите. Што ми треба? Ми треба Фридман ANOVA, супер. Каде сакам да го направам? Окей, нека биде во ова прозорче овде. И сега дава некој податок. И вели, најбитен податок за вас би требало да биде P вредноста. Тоа што P вредноста, сега ми дава две P вредности, но во секој случај и двете P вредности, за да заклучите дали постои разлика помеѓу овие три сета на информации или не постои, тогаш P вредноста треба да биде 0,01 или 0,05, всушност помала од, како беше? Ова беше, помало. Помало од 0,05 или помало од 0,01. Што значи ова? Ова е ниво на веројатност. Значи, јас заклучувам со 99% дека постои статистички разлика, значајна разлика, или заклучувам со 95% дека постои статистички значајна разлика. Океј? Дали сме јасни за ова? Да, само P0,01 треба да е поголемо или помало? Вака сега, ако во кинезиологијата, например, е дозволено да, тоа ќе учите по методологија, е дозволено да заклучувате, да го земате P нивото 0,05. Што значи, ако земам P нивото 0,05, тогаш дали оваа вредност ми е помала од оваа? Помала е. Што ме помала, тоа значи дека постои статистички значајна разлика помеѓу овие три сета на податоци. Океј? Значи, ова се тие три сета на податоци. Готово јасно. Ова ми покажува дека има уште поголема статистички значајна разлика, но сега
ја адхок ви кажам го водам предавањето, мене не се сеќавам што покажуваше Кустат, мислам дека Кустат треба да е таа тој податок кој што ни е битен. И сега да видам, не, сепак го користам, сепак сум го користел овој податок, сум добил информација дека треба да го користам овој податок. И сега овој податок, значи ова се трите податоци од сите три групи, така, од сите три групи податоци, јас ги сместувам во една табела и велам дека има, само да најдам табелата. Океј, еве табелата. И велам дека за G1 имам 0,01 ниво на значење. Ако ги зголемам нулите, може да ќе биде нешто друго, да, може да приметите. 0,094. Само да видам ова е за скок. Мене не ми треба за скок, ми треба за 30 метри. Ние работевме, само да видам која анализа работевме за G2 група 30 метри спринт. Океј. 30 метри спринт за G2 група сум земал податок 0,01 и тоа значи дека е 0,049. И значи оваа бројка, ако може да приметите, конкретно е оваа бројка. Океј, што значи дека овде немам статистички значајна разлика. Ете, што значи, ја добивам информација како сет од податоци. Арнама, можам да направам уште една анализа, да отидам подлабоко и да видам, чекај се да видам меѓу кој од овој сет на податоци вистински постои статистички значајна разлика или можеби постои само помеѓу овие два. Зошто ми е ова битно? Затоа што ако постои помеѓу овие два, помеѓу иницијално и контролно тестирање, тогаш излегува дека јас можам да заклучам дека има намалување на времето за тестирање или зголемување на брзината помеѓу иницијално и контролно тестирање, тоа е во период од 3 недели. И како оди заклучокот? Заклучокот оди дека, да, во рок од 3 недели може да се подобри со оваа програма спринтерската брзина. Океј, а што ако немам од контролно кон финално, значи тоа е од 3-та до 5-та недела, така нешто, тогаш ќе заклучам дека во рок од последователни 2 недели немам никакво подобрување. Ај чекај да видиме да направиме сега овде еден поскок тест за не беше. Поскок тест, значи сега конкретно сега новата, ова се нарекува поскок тест. Значи правиме еден тест, па после правиме уште еден тест кој што да, еве го ние Фридман не ми треба. Сет на податоци собирам. Океј, стискам океј. И сега мене ми го дава Фридман поскок тест. Фридмановиот поскок тест го барам овде, само да видам зашто вака ми го даде, сакам да ми ги даде групите, изгледа не обележив како што треба. Да, не ги земав комплетно податоците. Треба да ги земам да знаеме која група е. Супер, еве ги. Значи сега, што ми покажува? Повторно го барам P нивото. За малку се растркани овде табели, ама ќе ги сватите што која значи. Не смеам да го избришам врзаници. Добро. Повторно го барам P нивото. И сега, ако сум одлучил дека работам со P ниво 0,05, тогаш кое ниво од овде ми покажува значајност? Која вредност на P нивото ми покажува значајност? Дали ми покажува 0,6? Дали е 0,6 помало од 0,5? Не. Тука сме? Тука сме поголемо од 0,5. Тука сме тука. Добро. Значи е поголемо од 0,5. Значи овде немам статистички значајна разлика помеѓу иницијално и контролно тестирање. Значи можам да кажам дека тука нема трансформација на
силината како резултат на програмата и тестовите што се зададени. Значи статистички не може да најде значајна разлика. Дали овој податок е помал од 0,05? Да, овој податок е помал и овде велиме дека ова е помеѓу иницијално и финално. Значи, чека да видиме само уште за овој вели дека дека нема. Тоа значи дека помеѓу иницијално и контролно во рок од 3 недели немаме подобрување, помеѓу контролно и финално не може да забележиме подобрување, но како резултат на целата програма, одмислам 5 недели беше, има подобрување на брзината тестирана на 30 метри и на тој начин може да покажеме дека оваа програма, ако се задава кај слична група на испитаници, тогаш може да констатираме дека ќе има подобрување и може да се преносат податоците да се аплицираат и на некоја друга група на испитаници ако тоа дозволува. Се овде е мала група, ако се повтори неколку пати истражувањето и се покаже дека е окей и истите податоци или слични ги дадат, тогаш може да се генерализираат податоците, така се нарекува таа една глава тамо во прикажување, во креирање на структурата на магистерската работа. И сега пробав ова да ви го представам на еден начин, како во Excel може да се обработат податоци. И ако можете да приметите дека не е само оваа анализа, значи тук имаме регресиски анализи, еве мултипла линеар регресија, па да видам дали влијае едниот сет на податоци врз другиот, ама мора првин да ги проверите, да ги научите малку, неколку анализи да научите и да работите, да земете со една да работите. Па да, не знам, а нова има, мислам дека треба да има коваријанса, некоја корелација, тестови и така натаму. Сега, кажав еден начин, Excel, споменав SPSS и статистика, чисто да ви покажам што значи тоа во Python програмски јазик. Ова мислам дека нема да ни треба веќе. Да. Python е широко проширет, распространет, не знам дали некој користи, дали имате информација. Значи јазик за кодирање од игрици до апликации до се може да се прави во него. Прилично отворен, достапен, се користи некој Jupyter ноутбук за негова активација. И само да видам. Добра, тука сум. Истиот сет на податоци го импортирам. Значи ова е истиот сет на податоци. Ако сакате да проверите, може да провериме дали истиот сет на податоци. Првата група вели дека е изда сум земал друг сет, само да видам кој сет сум го земал. 418. Сум го земал, сум го земал овој сет на податоци, значи од првата група. Првата група, така 4,8, 4,42 надолу, обратно се поставени овде. И така натаму се работи со некој систем на кодови, доколку се изврши, значи се импортираат некои скрипти, додека се импортира целиот scikit-learn пакет, каде што има внатре интегрирано статистички пакети. И на крајот ги добивам резултатите кои што се во една табела. Да видам дали се исти резултатите, тогаш си ја барам мојата табела и можам да проценам дека резултатите треба да ми се исти. И тоа што се на овој дел овде, него ги барав 0,6 или слични, не треба се исти 1,39 и која ми е другата 0,024, 0,0231. Сакам да ви покажам трет метод, некој може би има информација за ова, како се обработуваат податоци. Само да видам уште нешто овде, дали имам што да кажем. Нема. Тука може да најдете една слика, што значи линеарно дата анализи, што значи како да го кажеме, data science. Значи, традиционална обработка на податоци, тоа се сведува на оваа статистика која што ние разбираме, која што анализираме. Единствено регресиите влегуваат, значи разгледајте си го, може да видите што, може би ќе сретнете некоја информација.
Во последно време трендот на обработка на податоци е овој овде, machine learning. Многу е рано за вас, но добро е да го имате како информација. Што се случува и како, па се работат некои пакети, се работат некои така мало програмирање и, например, можат многу работи да се најдат на само да го најдам. Само ми кида секунда да го најдам. Океј, тука не беше. Да, супер, ајмо ќе одам преку оваа датабаза. Например, овде пробавме да направиме една симулација на ова е сепак со податоци, имате огромен број на податоци од банки, треба да проверите кој клиент сака да излезе или да не излезе од услугите на банката. И за да се сработи тоа, се работи на детална анализа на прво чистење на податоци, клиринг, има можеби лажни резултати, има резултати кои што не фитуваат, после тоа се одбират machine learning методи кои што треба да дозволат, например овде проверувам дека имам некој екстремен резултат кој што не ми е надворми од сите други резултати, ова се вика outliner и него го исфрлам затоа што нема да ми врши, ќе ми дава лоши резултати, а ние бараме да бидат хомогенизирани резултатите на крајот. Проценувам потоа нели софтверски се импортираат некои пакети за овој тип на машинско учење, каде што се поставуваат податоци, општества, податочни општества на кои што машината тренира и кога ќе истренира, она гради модел и после тоа било кој исти слични податоци со исти вакви фјучери или колони ги ставите, машината ќе знае да направи понатаму калкулација и да каже, овој клиент конкретно за оваа анализа, овој клиент ќе излезе од банката и нема да ги користи веќе нашите услуги или овој клиент нема да искористи. Сега што ни значи тоа? Ни значи дека тргнува маркетинг службата во лов по тој клиент и може да го искористи како податок за да го задржи клиентот. Ова не знам на Филип како ќе му делува целава последна опција што ја кажа. Намерно го посочив ова за да не ве демотивира првиот дел и обработка на податоци делува дека едноставен. Овде ми се смрзна пак сликава. Делува можеби дека не е едноставен, но е едноставен. Треба малку вежбање. Ама дата сајенсов и обработкава на податоци одат на многу повисоко ниво. И, например, machine learning се употребува во Google Translate. Google Translate само од себе се подобрува низ годините, иако не е релевантен за користење. Machine learning се користи во детекција на Тесла првпат почна да го користи во нивните возила. Значи, огромни податочни општества кои што пробуваат да ги обработат и да најдат логика во нив. Ние пробуваме да најдеме логика во нашите податочни општества, видовте 5 испитаници, утре ќе бидат 150, но сакам да кажам дека покрај тоа што ќе ги завршите постдипломските на овој начин, треба и понатаму да се оди во нешто друго. И да се бараат, ако ви интересира дата сеанс или обработка на податоци. Уште едно нешто само ќе објаснам, ова е делот на визуализација на податоци, само сега најдам зумот ми се изгубим. Делот на визуализација на податоци, значи покрај заклучување треба да дадете некој графикон, да објасните нешто или па на пример работите во група во школа и родителите сакаат да добијат информации за вашите за децата со кои што работите. Овој модел е изработен во Power BI, не знам дали се гледа. Чекам, супер. И конкретно не е единствен модел, значи мене ме интересирало, Power BI го добивам како линк моделот, се работи на Excel файл, се конектира и во понатаму правам модел кој што
Било кои податоци што ќе ги внесам, гледате, ова се меч деови, значи тренинг денови, ова се во микроциклус деновите на тренинг. Имаме меч ден минус 7. Ако надпреварот е во недела, ова е сабота. Ако надпреварот е во недела, меч ден минус 2 е петок. За по-добар вокабулар и терминологија се користат овие методи. Па, ставајќи ги сите податоци, а и ова ќе ви го покажам, значи внесувајќи ги сите податоци од... Ќе заборавив една работа, еве ви го во чат линкот до целиот фолдер што ви го вети, ве молам симнете го. Имајте го, значи само кликни на него, ќе се појави на Google негде, пошто чатов ќе исклучи на крај. Или Николина може во групата кој што се јас го пратив првиот линк во група, сега и овој ќе го пратам. Одлично, супер. Овде направив некоја глупост сега. Но ќе се само барам. Значи, сакам да ви покажам на изграден модел кој што е динамички или интерактивен како линк, можете да ги шетате податоците, но први ми треба да ви покажам како изгледаат податоците. Па, например, ова се податоци кои што ги добиваме од LOAD менеджмент податоци, значи екстернал LOAD податоци за LOAD-от или за колку се трошат играчите. Може да приметите дека е Excel табела. Значи се прави во Excel табела со тоа што ова е Google Sheet. Google Sheet-от е можам многу едноставно да го врзам со тој модел што го работам и секој тренинг ден, еве ги на пример овде имам спринтови, акселерации, децелерации, па има дистанции по минути, па има hard rate-ови, има дистанци во која зона се, значи има параметри кои што сега не ги искористено, но може да приметите колку колони има во десно. Колку редови ќе има, ова е еден микроциклус од една седмица и има редови моментално 450 реда од прилика. Следниот тренинг кој ќе дојде copy-paste, значи копи од софтверот кој што ми ги дава податоците, како CSV или како Excel файл, и само му правам paste овде, а веќе изградениот модел после тоа, се билда, се апдейтува сам и новите податоци и што можам да правам. Например, можам да видам дека меч ден минус 7, јас сум ги имал овие вежби. Вежбите изгледале, само да видам зашто ми ги дава вака еден меч ден, мораш да ми го дадеш на друг начин, ми правеше проблем на еден дел. Сакам да кажа, да, супер, доцна интернетот да изгледа. Значи, на меч ден минус 7 кога одам, тој е обележен, динамички моделот може да ми даде скриншот, да видам што е правено. Понатаму долу ми дава, така изграден моделот, ми дава, ова е визуализација на податоци. Нема тука статистичка анализа, но чисто за визуализација, бидејќи се влегува во обработка на податоци. Моделот ми дава дека за овој ден сите играчи во однос на нивните максимални резултати од меч земени, сите играчи покажале максимална брзина 43% од нивната максимална. Имале забрзување само 1%, така и планирано. Значи овој меч ден минус 7, така беше, или минус 7 треба да е со смален интензитет комплетно, затоа што следниот ден е меч ден, веќе имаме надпревар овде уствари. Player load, некоја математика која што ја вади GPS-ката пулк системот, вели дека е само 28,3%, дека power скорот е само 69%. И сега, ако одам на меч дејот, тогаш ќе се сменат комплетно тогаш комплетно ќе се смени сликата. Ова е со Азербејџан, например, па нели се билда модел дека имаме интерактивна слика. Тогаш може да видите дека целата група во однос на нивните последни резултати што ги добиле на меч, дека сите фудбалери, гледајте топ спид, значи ја надминале нивната максима генерално како група во проценти, пак велам, ова не е статистички значајно. Но претходно ви го покажав Python скриптата, во нејзе може да се направи
автоматизиран процес на обработка на податоци и да вади статистичка анализа, која што може да се интегрира во овој модел на Power BI, да го покажам како изгледа моделот на Power BI, каде што се ова ми е конкретно некоја анализа за последните податоци од светско првенство што ја билдам. Па на база на тие податоци, значи да се интегрира внатре преку кај ми беше R скрипта или Python скрипта и да не должам да се поврзе така да со еден клик од овде ја да добивам дали е статистички значајна разликата или не е статистички значајна разликата. Наместо тоа да го правам пешки во Excel, но на претходно изграден модел. Може да приметите да не ги читам резултатите, дека ова се веќе многу повисоки резултати. Овие долу ми се податоци извадени за секој играч посебно, па може да се види дека, не знам, ми препознавате играчите. Конкретно, ако одам кај, нека биде Барди, дека за него немам податок за второ полувреме. Тоа ми беше проблем, немам ни за Елиф, мислам за Нестор дека треба да имам. Зашто не ми ги дала? Че не Никола, сигурно имам за Никола. Или ми доцни интернетот. Значи би требало во ова поле овде, ова треба да го проверам, не сум го отворила да. Во ова поле овде треба да ми даде индивидуално за секој играч каков е рейтингот или што постигнал за време на тој тренинг или меч, овде конкретно е меч. Ајде да видиме за меч D-3 што ќе ми каже. За меч D-3 не би требало да кочи. Добро, значи немам слики за нив. Видиме Екзон. Супер. Екзон вели дека на овој ден истрчал 48%, направил топ спид, која што е само 48% од неговата максима. Ако му било 30 и нешто километри, значи он направил 16 километри, не повеќе, на час, не е за дистанца. Зборуваме за конкретно еве за дистанца, чекај ќе го извадам. Дистанца може да видите што може да избилда дека ќе ми најде мин или аверидж 1,14, но можам да гледам што се случува со сите играчи, кој направил најголема акцелерација, дека Агон имал 9 забрзувања направил, над тамо колку 4G мислам дека е, децелерација колку направи и да не должам. Значи овој делов сакав да го покажам дека е за визуелно представување на податоците и едноставно конкретно овде искористено еден тренинг дајари, тренинг дневник кој што во иднина може да користи да споредиме дали меч D-1 и фудбалерите даваат поголеми податоци или помали во однос на некој друг меч D-1, тоа може да ни покаже дека дали се тие повеќе заморени или се помалку заморени. Јас имам толку. Еден битен момент не спомнав, тоа е, ама се провлекуваше, тоа е теоретскиот дел на, конкретно мене ме интересира темата и полето, предметот кој што го работам е поврзан со трансформација на моторички способности. Значи не би одел во детали што се е истражувано во светот, конкретно за сила, конкретно за издржливост, конкретно за експлозивна сила, за брзина, за флексибилност и така натаму. Ви ги покажав медиумите каде што може да наоѓате информации, ResearchGate, и ако не можете на ResearchGate, Google Scholar или било која книга, и тамо може да гледате што се истражува за некоја моторичка способност. И бидејќи мене ме интересираат моторичките способности, јас се држам до нив, на крајот ми кажувам, доколку и вас ви интересира тоа, тогаш можете да ги добиете информациите и што се е истражувано во однос на некоја конкретна моторичка способност, во однос на тоа дали е нозе, раце, фудбал, спорт, дечиња,
конкретна максимална сила, експлозивна субкатегории, не знам за некоја способност, тоа се може да го добиете како информација преку истражување. Дали ќе ги добиете истражувањата во писмена, во хартиена форма или ќе бидат во некоја електронска датабаза како што е Google Scholar, останува вие да се одлучите како ќе ги добивате. Но мене ми беше приматот, бидејќи е постдипломски студии, претпоставам дека за начинот на трансформација на моторички способности, одбирање на тестови, тој дел е јасен. Можеби сега ке Филип, не знам колку има информација, ама тука сум да помогнам. Или можам да ги пратам сите предавања по антропомоторика за последниве 3 години, по фолдери, по генерации се ставени на YouTube. И ако нешто за некоја способност ви интересира, може да си ги проверите тамо. Кажете како, мислам, ако немате доволно информации за овој дел. Може би менеджмент ќе ви интересира, па ќе одите во друг дел во менеджмент. Но за да се, да, ова го заборавив. За да доколку некој се одлучи да соработува менторски, да соработувам со некој од вас, тогаш што се очекува на предметот? Да изработите семинарска работа и истражување. Морам да споделам, овој дел го заборавив. Семинарската работа треба да изгледа многу кратко, ја има како пример. Треба да направите истражување и пак кажувам, резултати ја можам да ви дадам, можете вие да најдете, можете фиктивни резултати направите, ама убаво е да го поминете целиот тој процес на совладување на логистичкиот дел. Значи, да го поминете логистичкиот дел на организација на податоци. Конкретно ова е моја семинарска работа, ја има во фолдерот, 2006 година е работена. Вау, 2006. Изгледа дека е работено не е во кодна страна, туку е во фонд работено, тој што има македонски фонд ќе му се појави, можете да ја симнете, значи ако одиш преку файл, сите работи може да се симнат. Еве го, во download ќе го симнете како Word, ја мислам дека неам ставено фонд, така да ќе прави повторно проблем. Но, структурата на семинарската работа е вовед, тука е некој вовед, досегасни истражувања, приметувате, значи се учам да пишувам семинарски работи како што ќе пишувам магистерскиот труд. Овде сум ставил во семинарска работа 1, 2, 3, 4 досегашни истражувања. Доволно е. Значи ова е семинарска работа, не е магистерски труд, но ги имам сите подглави и подглави кои што треба да ги имам во магистерскиот труд. И овде конкретно сум правел, за да ви стане јасно што е работено, ги имам хипотези, цели, задачи, супер, да видиме сега примерот на испитаници. Значи, овде е мониторирана срцева фреквенција за време на йо-йо тест или shuttle run или deep тест или multi-stage fitness тест во сала. Мониторирана е срцева фреквенција, записите ги добивам во Excel и понатаму на база на тие записи јас правам барам со која срцева фреквенција стартува. Барам со која е нивната максимална срцева. Значи, си барам некои точки кои што мене ми се интересни, која е нивната средна вредност, која е минималната срцева фреквенција 1 минута по завршување на тест. Тестот е Vitamax тест, значи со максимален резултат на крај. До отказ се работи тестот, го знаете како изгледа тестот. Прилика, ако не, shuttle run тест се наоѓа на YouTube. Он проценува VO2 максимум. 1, 2, 3 минути после напорот и нивото кој што го постигнале на VO2 максимум. Polar Precision Performance софтверот дозволуваше јас да направам anaerobic threshold да им најдам, значи со метода една математичка тамо, го задавам чекорите на оптоварување и ми дава кој е анаеробниот прак. Значи покрај стартна срцева, максимална срцева, средна срцева, ја имам ниво на тестот и имам анаеробен прак. Супер. Па имам брзина на опаѓање во прва минута, втора минута. Значи јас сум креирал варијабли, некои од едноставно од срцева фреквенција. Тука го опишувам тестот, на крајот кажувам како ќе го обработувам, кои ми се функционални варијабли и што сум направил на крај, кога што претпоставувам, овде мислам дека сум направил мултипла регресија. Да, ова е кривата за
прекршувањето или кога преминува функционирање, кога преминува користење на енергијата од аеробно-анаеробни услови во анаеробни услови, значи анаеробниот праг, зелена точка, 177, конкретно за еден испитаник, но за сите испитаници го имам ставено тоа во табела и се управил точно мултипла регресија, се сеќавам. Ова изгледа 2019 сум го повторил последен пат. Мултипла регресија, вери предикторски варијабли се овие, значи овие варијабли да видиме дали може да ја предвидат оваа варијабла. Се одбира мултипла регресија и таму има моменти кои што исто на П ниво, кои што кажува да ја предвидува, не ја предвидува. Толку. Значи ја треба да добијам информација дали ја предвидува или не ја предвидува. Кога ќе ја добијам оваа информација дали предвидува или не, се имаме тука уште едно нешто, значи на threshold, значи дали овие варијабли може да ја предвидат анаеробниот праг и така натаму, плюс сум правил факторска анализа да видам кои фактори може да се извадат. Значи, јас кога ќе добивам информациите дека предвидува, која варијабла од овде предвидува, би требало дека е стартната. Значи, тој што има не се сеќавам сега, да видиме во резултати како ви. Во резултати ми вели да, максималната срцева фреквенција има статистичко значење на ниво 0,01, што значи дека тој што добива поголема максимална, што има на крајот поголема максимална срцева фреквенција, значи максимално се вложил во тестот и направил повисоко ниво. Ама мислам дека имаше уште нешто тука во однос на да не анализирам. Идејата е дека ако некој од варијабливе ми покажува дека има допринес како предикторска варијабла во критериумските, тогаш јас најглавната цел во сите истражувања, колеги, е дискусија на резултатите и само да видам тука дали го имам тој дел и заклучок. Ова е најглавниот дел од се до сега што зборувавме. Ако вие во минимум една реченица или во еден пасус не објасните што сте добиле како заклучок од истражувањето, се друго може да оди во вода и да не едноставно нема функционалност. Значи гледате што се направивме за да се сублимира еден текст од 7 страни, за да може да се спакува. И ова не е ништо страшно. Ова е супер. Само ако влезете така, малку посериозно и работите. Само апликација. Пробај да тестираш сет на податоци. Пробај да видиш што се случи. Пробај да најдеш логика. Па види еден исти сет на податоци, например, дали некој друг направил некој такво слично истражување. И веќе ќе влезете. И додека кога ќе завршиме со ова предавање и понатаму што и да имате, пробајте да се играте со овие работи. Значи, за последно, треба да се изработи семинарска работа со сет на податоци, да се прикаже статистичка анализа, се прикаже дискусија, заклучок и така натаму. Семинарска работа, ја што сум ја направил, е со тегнење, со литератури, со се 20 и нешто страници. Нека биде 15, нема никаков проблем, ама не треба наративен текст, туку треба експлоративен текст или истражувачки текст. Океј? Сме јасни? Да. Супер. Да. Ја уште еднаш ќе прашам. Имате ли прашање? Професор, имам едно прашање. Ајде. Во врска со, спомнавте пред малку, предавање од прв циклус. Веќе се прикачени на YouTube или можете да ги прикачите? Не ве разбрав убаво. Да, се прикачени. Само да искам. Аха, да направам. Добре, за да може да се видим, ама не може да видите. Или прикачени се на YouTube. Да, може да видите. Слика ви правам сега за да може да се видам и кочи камерата, инаку камерата ми овде, ама нешто ме зеза. Да, прикачени се на YouTube, сега ќе ви ги пуштам ако сакате и во група. Говорете, ќе ги најдам, штом ги има веќе.
ќе ги поварам. А може и да не ги најдете како плейлиста. Еве, последниве нека бидат од 2021-2022. Ова на некои студентите од прв циклус не можевме да им објасниме дека треба да ги изгледаат, па после има проблем со полагање. Ама доколку има интерес, супер. Ова е плейлистата од последните. На мојот профил ги има и другите три, ама ете, користете ги последните. Океј? Некој друго прашање, нешто за дискусија? Сега не слушам Николина ако зборува. Не, мислам дека немаме прашања, барем јас немам. До сега ми е јасно. Дали ви делува дека е комплицирано? Малку труд ќе стане јасно, мислам дека. Не е Треба комплицирано. да пробаме. Ако не пробаме, нема да знаеме. Точно. Точно. Пробајте од кој сакате дел. Сакате од позади, од средина, од напред. Значи, со сет на податоци да си играте, сакате да пишувате структура на семинарска работа. Што ви интересира? Но кога ќе дојдете кај делот кај програма на работа, тогаш навистина ќе треба да знаете што да искомбинирате и како да одберете податоци за да може да тече приказната понатаму. Не навлегувајте во тоа сега дека воведо треба да биде ваков или онаков или тоа се интересира што предметот да го најдете на истражување, значи сакам да истражувам колегата Мартин например направи супер истражување во содечење во училиште, споредуваше 3-4 теста. Скек, згиб, стомачни, грбни. Тоа што го имам како сето ставено кај вас. Ако сакате да ви дадам некој друг сет, слободно прашате што имам, можам да дадам. Но читнете некоја метода од книгава што ви ја дадов и таму има примерчиња како се поставува истражувањето. И преку тоа примерче мене ми се раѓа, имав едно тефтерче со 20 страници идеи што да истражувам. Сега некојаш е комплицирано, некојаш чини многу. Например, докторатот мене ме кошташе околу, не знам, 4-5 евра за да го изреализирам. Биодекс, крвни анализи, АЦТН3, испитаници, лево, десно, магнетна резонанца, па не можевме, па ехо е правено на мускул, па тоа трче прави. Целиот систем чинеше многу, ама тие сетови на податоци што ги имам и од студенти, например, може да споредите студенти во згибови, ако ви интересира, или во склек, тие податоци ги имам и во Куперов тест, мада тамо не ми се баш не Куперов тест, од последниве неколку години. Ето, можам и тоа да ви дадам, ако сакате, што знам, еве ги овие податоци од FIFA, што се може да ги искористите. Еве ви еден линк каде што даваат за фудбал конкретно, само да го најдам. Да. Осмиот супер. Еве ви овој линк, тука има PDF фајлови каде што може да си копи-пейст да си правите во Excel и да си ги добивате сите податоци што ве интересираат за што ги дава FIFA, ја што ви ги покажав, за спринтови по дистанци во спринтови, максимални брзини, па со нив нешто да си играте. Било што, факторска анализа да направите. Да споредите Еквадор со Америка, кои тамо беа групи, се едно. Само за да може да си играте. Океј? Да. Добро. Прекинувам снимање. Само што видам кај